Благодарам колега Джафери. Почитувана колешка Ласовска, во изминатиот период говориме за потребата од овој закон и јас пак ќе кажам, потребата да се носи, да се гласа и да има кавги околу овој неуставен закон не е на граѓани, туку е на поединци. Тие поединци најчесто се функционери. Еве сега да ви дадам една информација. Во општината Чаир има најмалку 30 вработени луѓе кои што земаат плата, блиски се со градоначалникот или со друг функционер од општината, а не одат на работа. Зошто некој македонец, албанец, бошњак или турчин од Чаир да плаќа од своите даноци за овој што е вработен, зема плата, а не оди на работа, истовремено не може да ја добие од него услугата како вработен службеник или друг административец. Затоа некои политичари поединци имаат потреба од ваков закон кој што ќе прави поделби, политички, национални, јазични, парламентарни и не знам какви други. Имаме информација дека исто така за голем дел од работувањата по рамковен договор, јас знам луѓе од Кичево, знам луѓе и од други места, кои што морале да платат по 4 или 5.000 евра за да се вработат како албанци по рамковен договор. А им следувало. Не морале тоа да го направат. И затоа сега, таквиот човек кој што е револтиран, тој што успеал, или уште повеќе тој што не успеал, сега е разочаран. Сака одговор, сака критика, сака да изрази поинакво мислење, сака тоа да биде тема и да се понесе одговорност. Но, неговата потреба за да се покрие, треба да има закон во кој што народот ќе се кавга. И во кој што некој ќе се опишува дека е патриот, друг е националист, трет е конституционалист, четврт е лингвист, а се работи за покривање на корупција. Се работи за ситуација во која што ние имаме пад на индустриското производство од минус 2,2%. Имаме пад на просечната плата во јуни од минус 0,7% и пад во јули од 0,6%. Просечната плата која што требаше да биде 500 евра, паѓа 2 месеци поред. Тоа не се случило во Македонија во последните 11 години. Имаме рецесија од минус 1,8% во моменти кога во обкружувањето со кој што делиме трговија, Албанија расте со 3,9% бруто домашен производ, Бугарија има пораст од 3,6%, Грција има пораст од 0,8%, Косово има пораст од 3%. Сите растат, Македонија во рецесија. Затоа е потребен закон за да се покријат сите овие неуспеси.